По вчерашните интерпелации на 5 члена на судскиот совет наред се неколку обвинители и суди кои останаа како последен штит на претходната влада. Вака премиерот Мицковски денеска ги коментира вчерашните интерпелации, но и понатамошната борба за, како што рече, поквалитетно судство без сенките од минатото. Сепак денеска премиерот не откри дали и кои ќе бидат новите предлози за членови на судскиот совет. Последниот штит кој е во одбрана на поранешната владина коалиција СДСМ-ДУИ се неколкумина обвинители и суди. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Заменик министерот за правда Ален Дереван пак денеска коментирајќи ги вчерашните интерпелации на 5 члена на судскиот совет им порача дека треба да се повлечат од функциите и да ги отстапат местата за нови членови, бидејќи вчерашниот исход и гласањето покажале дека веќе немаат авторитет да останат. Интерпелацијата е уставна категорија и вчерашната интерпелација, која што им беше изгласана на овие 5 члена на судскиот совет избрани од собранието, е многу сериозна работа и мора да биде сватена сериозно. И Европскиот фронт и денеска го повторија нивниот став и контрааргументите за вчерашните интерпелации, откако и тие првично учествуваа во дебатата, а потоа ја напуштија салата. Ако ние кажавме дека имавме интерпелација за прв пат во историјата на собранието за една пратеничка. И на крај испадна дека добро, ние ќе имаме интерпелација, ќе се изнакажеме, се што и на крај ти пак може да продолжиш. Тоа не иде така. Еве сега гледаме интерпелација за членовите на судскиот совет. Исто така и за нив се кажува дека правно не е обврзувачки, ама еве ние ќе кажеме се што можеме тој ден за вас. Опозицијската СДСМ вчера се изјасни дека нема да учествува во гласањето и први ја напуштија пленарната седница. За интерпелациите гласаше Левица и парламентарното мнозинство, а од 5 членови на судскиот совет присуствуваше само поранешната претседателка Весна Дамева. Ставот на членовите на судскиот совет, за кој се водеше дебата и гласаше интерпелацијата, беше дека таа е противправна, противуставна и преседан. Претседателот пак на судскиот совет Камбовски и вчера посочи дека нивна индивидуална одлука е како ќе постапат понатаму и какви одлуки ќе носат.